Добро утро и од мене. Денеска е четврток, термин резервиран за женските теми и на Zoom врска денеска наша соговорничка е Васка Лешовска, програмска координаторка од Реактор Истражување во акција. Доколку имаме Васка, да ја поздравам. Здраво, Сашка, добро утро. Добро утро. Васка, малку зачестивте на нашава програма, но тоа е заради и вашите активности. Имено, еве, денеска вие ќе го презентирате вашето најново истражување и организирате и панел дискусија со меѓународни гости. Насловот на ова истражување е Мажите и грижата. Грижлив маскулинитет во Северна Македонија. Се надевам дека повеќе ќе ни кажете за ова истражување, но мене ме интересира на почетокот да го објасниме овој термин. Што значи грижлив маскулинитет? Мисле, чини дека не е често употребуван, барем кај нас. Благодарам. Во суштина, истражувањето е обид за да се покажат нееднаквостите во доменот на грижа, колку мажите и жените имаат еднакви можности да се вклучат и во домашните активности поврзани со грижа и за деца и домашни активности, меѓутоа тоа нели е рефлектирано и во еднаквите можности за пристап до платена работа, бидејќи времето е едно и може само да се подели. Грижлив маскулинитет е обид за да се не наметне, меѓутоа доведе во јавноста еден нов концепт за маскулиност, тоест машкост, наспрема она нормативна маскулиност, која што за жал наметнува очекување за, како што споменав и минатиот пат, доминантност, моќ, маскулиност која што ги исклучува по себе грижата како право, меѓутоа и како споделена обврска во нашето општество. Така што ова е начин за редефинирање на улогите, патриархалните норми и очекувања кои што се подеднакво ограничувачки и за мажите и за жените, затоа што ако жените ги субординираат во некаква си улога на пожртвувана грижа, на мажите им го скратуваат на некој начин право да се грижат и за другите и за себе. Добро, како што рековме, денеска ќе ги презентирате наодите од вашето последно истражување. Нешто имав прилика да прочитам во најавата и од таму може да се види дека жените во Северна Македонија 72% дури се занимаваат претежно со таа, како што ја нарекуваме, неплатена работа, значи тоа се домашните, одржување на домот, грижата за децата, грижата за постарите, додека мажите се тие кои што кога работат им е тоа платено. Да. Доколку во равенката се воведе сето време кое што трошиме во работа, всушност, нели, и домашната работа е работа, грижата за деца, за повозрасни лица на кои што им треба поддршка, домашните активности кои што претпоставува, нели, миење садови, перење, чистење, готвење, доколку сето тоа време го вреднувате како работа, всушност и тоа што е, ќе видите дека во просек во еден работен ден за мажите 71% од времето е посветено на платена работа и кариера, што би значило дека 29% од нивното време е на ваков неплатен труд за грижа, додека кај жените дистрибуцијата на времето во просек е многу поразлична и за нив 62% од времето посветено на работа во денот всушност не е платено, не е валоризирано на традиционалниот пазар на труд, е посветено во домашни обврски, додека 38% од нивното време е посветено на платена работа и кариера. Во суштина, ако севкупно земете колку време посветуваме на домашни обврски, како што споменавте, 72% од таа работа ја извршуваат жените во просек, додека одва четвртина од тоа време отпаѓа на мажите.
Ова е една од најголемите нееднаквости, меѓутоа поминува Незабележано. незабележано. Да, затоа што овој труд е невидлив. Ние обично за жените кои што нели според официјалната статистичка номенклатура се водат како домаќинки, велиме седат дома, не одат на работа. Меѓутоа тие жени работат де факто секој ден. Васка, Така дали што- имате вие некои споредбени резултати, на пример со други држави, барем во регионот, или барем дали имате некои податоци од претходно за нашата држава? Може ли да се споредат ова, затоа што навистина се работи за висок процент? Вака, јас кога треба да споредуваме официјални статистики, би тргнала од една статистика која што нели може да се најде на Евростат, а тоа е за стапките на активност кои што нели имплицираат колку мажите и жените всушност се вклучени или исклучени подеднакво од платениот и неплатениот труд. Минатиот пат кога гостував, зборував за стапките на вработеност, меѓутоа ајде да одиме подлабоко, каде што јазот е подлабок. Стапката на активност кај мажите во Република Северна Македонија изнесува 77%, додека кај жените изнесува 54%, и ова е јас од 23% поени, додека во Европа, односно европскиот просек, 77% од мажите се активни, додека 68% од жените на работоспособна возраст се исто така активни, што е јас од 10% поени, значи двојно помал од оној што е во нашата земја. Сега што значи ова, кои се активни? Активни се оние кои што се вработени и оние кои што бараат работа, или поедноставено кажано, кои што се регистрирани како активни баратели во агенцијата за вработување. Значи, ако 54% од жените на работоспособна возраст во Република Македонија се активни, некаде приближно половина ги сметаме за неактивни или за исклучени од пазарот на труд. Кои се овие жени? Овие жени, како што споменав претходно, колоквијално велиме дека седат дома и не работат. Меѓутоа, овие жени кои што според официјалната статистика се некаде 220.778 се домаќинки. Категорија која што во официјалната статистика 100% наназад низ годините исполнета само со жени. Овие жени го носат, би рекла, сепак товарот на домашната неплатена работа, меѓутоа нивниот труд не е валоризиран преку механизмите на пазарната економија и не влегува дури ни во крајните добра кои што се пресметуваат на крајни ниво бруто домашен производ. Меѓутоа, ако размислиме, всушност овие жени се економски зависни од нивните семејства и се по постојан ризик на економско насилство и дури ризикуваат и старост без пензија. Меѓутоа, ние не зборуваме зошто се тие исклучени, нели? Па, веројатно причината за ова е сепак тоа што нашата земја е се уште длабоко патриархална држава или општество длабоко патриархално, со патриархални поделби на родовите улоги. Но во последно време се донесоа некои закони кои што се позитивни, да речеме, во смисла на поделбата на трудот. Тоа е дека мажите, например, можат да користат породилно отсуство, исто како и жените. Што мислите, дали со закон може барем нешто од ова ваква поделба меѓу родовите во земјата да се регулира? Да, законот за работните односи е во процес на подготовка според најавите на надлежното министерство и ние очекуваме во новиот закон да се воведе и непреносливо татковско отсуство и споделено родителско отсуство. Значи, во моментов актуелниот закон не ја препознава во целост улогата на мажите како родители, туку постои можност само мажите да користат до 7 дена максимум отсуство по повод раѓање на нивните деца, меѓутоа тоа се смета за отсуство поради семејни причини, не е татковско отсуство. По исклучок може да користат и родителско отсуство, значи само ако нивната партнерка се откаже од отсуството во целост.
не знам, кој случај во пример во пригоди на смрт или такви ситуации, значи Значи водено. Тоа е постојниот водена закон за ситуација. работни односи во суштина не го препознава родителското право како взаемна обврска и право и на мажите и на жените. И всушност од претходни истражувања, на пример, знаеме дека дури на интервју за работа, работодавачите често се дрзнуваат да прашаат дали сте мажени, дали имате деца или дали планирате да имате деца, за да нели Да. добијат печато колку време од работа ќе бидете одсутни, затоа што постојниот закон нужно подразбира дека мајката или жената е таа што е примарно одговорна или ексклузивно одговорна во првите месеци за грижа. Затоа ние се надеваме дека со новиот закон ќе се направи барем институционално да се признае дека родителството е взаемна обврска и право и на мажите и на жените, а потоа и заедно ќе работиме да се обезбедат услови мажите исто така да можат да го користат родителското отсуство. Васка, кажавме веќе денеска ќе ги презентирате сите резултати од вашево најново истражување, кога се во прашање родовите аспекти нели на неплатената и платената работа. Што препорачувате на крајот на истражувањето? Кои се вашите заклучоци? Па, ова што го зборувавме, ние во Реактор се залагаме веќе подолго време за воведување на нови модели за родителско отсуство, кои што би овозможиле, барем во тој аспект, мажите и жените да имаат подеднакво право и обврска за грижа. Исто така ги повикуваме нели како јавните, така и приватните политики да обезбедат работни средини кои што би промовирале рамнотежа меѓу приватниот и работниот живот, со тоа што и мажите и жените би имале подеднакво право и можност да го распределат своето време на обврски поврзани со работа, обврски поврзани со грижа и слободно време и рекреација. Исто така во овој обид за редистрибуирање на работата на грижа, поздравуваме изградба на инфраструктура за грижа, односно детски градинки, со што ќе се овозможи жените исто така да всушност жените и мажите да имаат можност за дополнителни сервиси за грижа. Така да се намали овој процент за кој што говориме. Инвестирање на јавни политики кои што прво ја препознаваат вредноста на трудовна грижа, а потоа овозможуваат подеднаква редистрибуција на трудовна грижа. Васка Лешовска, координаторка во Реактор, ви благодарам многу и за овој денешен разговор, Васка. Сигурно ќе се вклучиме повторно во вашите да слушнеме кои се вашите истражувања, вашите резултати. За сега благодарност. Ви благодарам и вас.